почеток на преговори за членство во Европската унија. На тој начин ќе се зацементира овој правец кој што го има фатено Заев, а исто така е, да речеме, заедничко размислување на најголем дел македонските граѓани. Така што, ако се пати тој пат, ќе биде многу потешко после тоа Македонија да се извади од таа шина, од тој колосек, а се разбира дека во позадина на делувањето на Мицковски тој Будимпешта, односно Груевски, тоа е видливо, барем за мене. Сега има луѓе кои тоа не може да го видат и се разбира дека нема зашто да им се забележи, затоа што доста од луѓето не се информирани во детали што стои во позадина на делување на нашата партија и се разбира не ги знаат персоналните решенија на Груевски. Јас фингерпринтот, односно неговиот отисок, го гледам во добар дел од кандидатите и лично во градоначалникот сега на градот Скопје. Значи, тоа е посериозна експликација потребна за тоа и тоа може би во некоја друга прилика. Меѓутоа се гледа дека едно од одлучувачките влијанија го има токму тој. Зошто е тоа така? На тоа треба исто така се одговори во една посериозна анализа, но ми се чини дека нема многу луѓе во моментот во Македонија им одговара да се предизвика хаос. Јас велам, секоја влада треба да се предизвика, секоја влада треба да биде урната во смисол на демократска концепција, меѓутоа да се понуди на граѓаните што ќе се прави со Израел, со Косово, со Јужна Кореја, да видиме што ќе правиме со членството во Европска унија и така натаму. Такво нешто не слушнавме. Слушнавме само потреба да се оди, само дека се собрале 61, пратеници се подпишале и подоцна слушнавме дека дел од тие 61 мислеле дека на таа средба ќе дојде Горан Милевски, а не Апостија. Така што создадена една сериозна конфузија за која што за ден-два ќе чуеме всушност што на вистина се случувало позади параваните.